Македонија ќе ја добие и руската вакцина Спутник. Можно било дури и да пристигне во земјава пред вакцините на Pfizer и Модерна. Ова вчера го најави премиерот Заев. Во ковакс системот е Спутник. Сите кои што се одобрени од Светска здравствена организација се во ковакс системот. И таа може да стигне прва, може да стигне пред Модерна, може да стигне прва пред AstraZeneca, било кој, тие се внатре. Тие се вакцини за нас кои што се потврдени од Светска здравствена организација и апсолутно очекуваме како ќе се пушти по светот од првата вакцина така да стигне и кај нас. Во исто време, додека Заев зборуваше за вакцината Спутник, руското економско аташе во земјава откри дека Македонија не одговорила на понудата за руската вакцина, иако била доставена до македонските здравствени власти уште есента. Министерот за здравство Венко Филипче не информираше дека лицето за контакт за ово прашање ќе биде професорката Александра Грозданова, шеф на Националниот комитет за имунизација при Министерството за здравство. На професорката Грозданова и беа дадени сите потребни податоци за контакт. Исто така и беше испратено писмо од представникот на Рускиот фонд за директни инвестиции, кој за жал остана без одговор. Додека цела Европа ги прави последните подготовки за вакцинација која ќе стартува утре, Македонија останува изолирана. Надлежните не знаат кога ќе стигнат вакцините и колку, од Бугарија, од Грција или од другите механизми, како донација, како помош или како купени со наши пари.